Почитувани сограѓани, неколку дена пред вториот изборен круг на локалните избори 2013 година, на кои граѓаните повторно ќе изразат слободната волја и својот политички избор, цениме дека е вистински момент да се направи едно резиме на состојбите во образованието во Куманово во последниве години, додека на власт беше СДСМ. Да подсетиме дека локалната власт на СДСМ лошо менаџираше со образованието, со образовните институции, во кои владееше само силата на моќта, а не силата на правото и законите. Имено, наместо реконструкција на постоечките и градба на нови училишта, спортски терени и слично, брутално се кршеа законите околу тендерските постапки за огревно дрво и нафтени деривати, каде се всушност најголемите финансиски дубиози, што резултира со огромни долгови. И не само тоа, при изборот на превозниците се бираа фирми блиски до локалната власт, кои потоа наплаќаа билети од учениците, па дури и си возат патници за профит. Сакали со ова брутално кршење на законот СДСМ да ни каже дека не почитува ниту еден закон изгласан и донесен во Република Македонија и дека се раководи од некои своји интерни правила и закони. Почитувани сограѓани, да подсетиме за притисоците врз наставничкиот кадар кој се врши во изминативе години, а со поголем интензитет во последниве месеци, на кои истите се повикуваат и принудуваат со правење на списоци по име и презиме за учество и употреба за нивни политичко-партиски потреби на така наречени отпори, митинзи, блокади и што се уште не. До кога, господине Дамјановски, ќе злоупотребувате политиката на воспитно-образовниот процес не само меѓу наставниците, туку и меѓу учениците, на кои вие им организирате автобуси за вашите протести, па дури се дрзнувате да им бидете и организатори на училишните екскурзии, со сомнителни постапки при избор на агенциите. Останува нејасно како директорите во училиштата, блиски до Дамјановски, прибираат материјални средства од учениците за униформи, таблоа за слики, екскурзии и друго, без соодветни транзакциони сметки, туку едноставно со пари на рака. Драги сограѓани, дали партија која на овој начин функционираше и недомаќински владееше со училиштата во Куманово години наназад, има тежина и издржаност да бара уште еден мандат од своите сограѓани? Дали партија која се служи со уцени, закани, притисоци, заплашувања и лаги кон вработените во образованието се надева на нивна поддршка и доверба? Дали партија, како што е СДСМ, која перфидно и валкано се користи со сите расипани методи, а умее, ако затреба, да ги присвои туѓите успеси како своји, има образ да зборува за ВМРО ДПМН, дека ќе отпушта наставнички кадар од училиштата, кога истите во интервал од 2007 година па наваму добија трансформација на работно место од определено на неопределено работно време, само во Куманово со над 463 одобрени решенија за работа од Министерството за образование и наука. Од тука можеме да констатираме дека сето ова е тотална небулоза или фаќање на давениците од СДСМ за сламка. Почитувани сограѓани, кај вас е изборот? Гласете за оние кои остваруваат и ги покажуваат делата во вашето семејство и вашето обкружување, и тоа за бесплатни учебници, бесплатен превоз за ученици, компјутер за сите ученици и наставници, изградба на училишта, спортски сали и терени, намалување на партиципација за студентите, доделување на ваучер од 250 евра, стипендии за студии во странство на реномирани универзитети, преведување на над 1000 наслови на странска стручна литература и многу други остварување и дела. Почитувани, вака работи владата предводена од ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Гласајте за дела, гласајте за реформирано и европско образование на нашите деца. Драги наши сограѓани, веруваме дека реално ги цените и согледувате нештата според делата и одржувањето на ветувањата, а не според празни зборови и законски аномалии. Затоа, со отворено срце и реални проекти за едината, ја бараме вашата поддршка за вториот круг на локалните избори. Гласате за број 19, гласате за доктор Зоран Ѓорѓиевски, гласате за подобра иднина за вас и вашите идни поколенија. Гласате за Европско Куманово. Ви благодариме.